Во светот на митологиите се спомнуваат повеќе митски кучиња: Анубис, Кербер, Гарм, Пан-Гу, Орто, Арго и други. Но ниедно од нив не ја доживеало судбината на Караман, неговото име да биде основа за правење раса. Македонската кинологија може да се пофали со исклучителност во светски рамки во однос на тоа што промовирала раса на куче, кое низ милениумите представувало актант со митска содржина. Сваќајќи ја големината на митската димензија на македонскиот Караман, се дојде до заклучок дека постапно и со многу љубов, посветеност и со упорност може да се обнови расата Караман, која денес е пред исчезнување. За таа цел, по претходна обсежна анализа, се дојде до заклучок дека Македонија треба да почне процедура за официализирање на македонскиот Караман како посебна македонска раса на куче. Биолошко-обштествени околности за создавање на македонскиот Караман. Врз психичко-физичката состојба на Караманот влијаеле разни околности кои успеале од него да создадат животна форма адаптирана на македонската територија. Станува збор за климатско-релјефното влијание, начинот на живот на населението од етничка Македонија, како и влијанието на другите кинолошки форми. Караман, духот од македонските планини. Секоја планина, собирајќи ги во една ракатка како снопје жито, туку што ожнеано, душите на сите дрвја, камења, потоци, ридови, долови, си создава еден заеднички дух на целото кое дава впечаток на нешто многу мистично, цврсто, хомогено и вечно. Тој дух на секоја поединечна планина има спиритуален квалитет и безтежинска експлицитност кои се реализираат во некоја за нас непоимлива димензија. Во таа димензија на стварноста може да допре само македонскиот Караман. Затоа тој е, всушност, исклучително возило, материализација на духот и единствена видлива манифестација на планинската духовна бестелесност. Караман, духот од македонските планини, повеќе милениуми ја има таа чест да ги представува духовните вредности на човекот кој пак постојано низ времето се труди да се искачи на секое наредно планинско рамниште на достоинството, на љубовта и на слободата. Кинолошки клуб Македонско овчарско куче Караман. Првите впечатоци од македонскиот Караман и првите анализи за ова куче беа внесени во првата книга што научно го третираше ова кинолошко прашање, а која се појави во книжарниците во 2004 година. Тоа беше книгата под наслов Македонско овчарско куче Караман, која предизвика мощен силен одзив во јавноста. Едни сметаа дека тоа е храбар потек што ќе внесе личен белег во македонската кинологија. Други пак, поведени од личните бизниси со одгледување шарпанинци, гледајќи силна конкуренција во македонскиот Караман, кој во иднина ќе може да им ги ускрати нивните приходи, не водејќи сметка за македонскиот национален интерес, се бунтуваа на разни начини во формални и во неформални настапи. По генерално доброто минување на таа книга во македонската јавност, преку што настанаа позитивни сигнали за натамошно продолжување на оваа тема, ги продолжија натамошните чекори на овој проект сите љубители на македонското овчарско куче Караман. Наредниот чекор кон зачувувањето на македонскиот Караман беше насочен кон создавање организирана група која ќе се обиде да го спаси Караманот. Така, собранието на основачи на кинолошки клуб Македонско овчарско куче Караман од Скопје, на конститутивна седница одржана на 20.10.2004 година, донесе статут со што е официализиран овој кинолошки клуб. Ова здружение е невладина, непрофитна, доброволна, независна и непартиска асоциација на граѓани, а во својот статут ги истакнува и своите цели. Еве некои од нив. Зачувување на прастарата македонска овчарска раса куче, Македонско овчарско куче Караман. Афирмација на расата во Република Македонија.
Истражување и документирање на синхрониската состојба на македонското овчарско куче Караман во Република Македонија. Анализа и истражување на историски, биолошки и на археолошки податоци за расата. Едукација на заинтересирани љубители на оваа раса куче во поглед на одгледување и на чување. Ширење на расата преку организирано одгледување и селекција. Организирање на расата во ФЦИ. Организирање изложби и други кинолошки манифестации за оваа раса куче. Официализирање на оваа автохтона македонска раса куче во службена употреба за македонската полиција и за македонската армија. Афирмација на Република Македонија во светот преку расата македонско овчарско куче Караман. Кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман има своји символи кои се негови препознатливи белези во јавноста. Тоа се печатот и логото. На логото е представен Караман од фреска во црквата Свети Ѓорѓи од село Курбиново, Преспа, датирана од 1191 година. На средината на печатот на кинолошкиот клуб во кружна форма е испишано името на клубот, а во средината на печатот е поставено куче молос, кое е прикажано на епирска монета од 340 година пред наша ера. По барање на клубот за негово зачленување во Кинолошкиот сојуз на Македонија, негови представници беа поканети на годишно собрание одржано на Ветеринарниот факултет во Скопје во 2009 година. Значи, дневен ред имаше точка за прием на неколку кинолошки клубови во Сојузот. Меѓу нив беше и кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман. На состанокот беше присутен и еден искусен ветеран во македонската кинологија, Илија Дроздовски, кој со задоволство ја поздрави идејата за зачувување на македонската раса на куче Караман. Теренска работа на членовите на клубот. За да се случува напредок во зачувувањето на Караманот, потребно е најнапред да се извршат одредени истражувања кои ќе послужат за поефикасно дејствување во поглед на зачувувањето на оваа раса на куче. Документирањето, кое се одвива преку евидентирање на податоци од терен, фотографии, устни преданија на сточари, мерење на телесните карактеристики на кучињата, е значајно за натамошното одгледување на караманите и за тоа во кој правец ќе се одвива нивната селекција. Овие истражувачки експедиции на членовите на клубот се значајни и за прибирање на изворни примероци на карамани од бачилата заради нивно натамошно одгледување во урбана средина, зашто побрзо размножување на оваа прастара раса која е на работ на исчезнување. Караманите, заради заштита на стадата од волци, мечки и рисови се значајни за сточарите. Поради тоа, но и поради приврзаноста спрема нив, собствениците на караманите и на бачилата понекогаш не се решаваат да дадат некоја единка за потребите на селекцијата на расата. Затоа, клубот презема други мерки за зафаќање нов ген од терен. Имено, често се случува кучка да биде носена на одредено место каде што е евидентиран некој караман, чиј екстериер одговара на стандардот на расата. Таму кучката се спарува, па се очекува котило од кое едно или две кутриња му се даваат на собственикот на машкото приплодно грло. На тој начин, наедноставно се врши на тамошна селекција без да се наруши примарната улога на караманите како заштитници на стадата. Експедициите на клубот по македонските бачила доведе и до одредени контакти со сточари кои немаат карамани, а кои би сакале да имаат. На тој начин процесот на нивно размножување би се забрзал и караманот се почесто би се нашол онаму каде што се чувствува најпријатно, на пасиштата по македонските планини. Чувањето на караманите во урбана средина е неминовен чин за зачувување на расата од евентуално исчезнување. Членовите на клубот се посветени за нејзино размножување со чување на караманите во своите дворови. Тие карамани се евидентираат од клубот, а потоа добиваат македонски условни родовници со непознато потекло. Нив ги издава Кинолошкиот сојуз на Македонија. Децата и караманите.
Децата ги сакаат караманите, бидејќи станува збор за куче кое, освен што убаво изгледа, сака да биде во придружба на најмалите. И покрај тоа што македонскиот караман е доста суров во планинскиот амбиент, во кој секојдневно се соочува со волци, сепак умее да биде нежен и водлив во придружба на дете, а особено ако караманчето и детето заедно растат. Тоа дете што расте со караман покрај себе ќе има безпоштеден чувар. Куќната атмосфера и семејството во караманот можат да препознаат драгоцен пријател и другар, верен придружник, неподмитлив чувар на домот. Црниот јунак со жилава конституција умее да ја почувствува секоја намера, да ги забележи и најсуптилните треперења на душата, да ги открие најискрените тајни и да ги коригира неискрените постапки на туѓенците. Знае да биде нежен, умее да се умилкува, дозволува да биде растргнат во детските раце. Знае да се повлече кога ќе го забележи и најмалиот гест на негодување кај членовите на семејството. Репродуктивен центар Македонско овчарско куче Караман. Репродуктивниот центар Македонско овчарско куче Караман представува прв кинолошки проект во Македонија за зачувување на оваа стара македонска овчарска раса на куче. Овој центар е проектна задача на кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман, која е замислена како практична работилница на неодреден период, кој треба да работи врз основа на програма подготвена од иницијаторите за зачувување на расата Македонско овчарско куче Караман, Владко и Маријан Костовски. Програмата пак, од една страна, ги следи инструкциите од ФЦИ, а од друга страна се адаптира на непосредните услови во Македонија, како и на моменталните состојби и потреби во селекцијата. Во текот на работата, секоја евентуална грешка, која патем може да биде и ненамерна, во генетскиот материјал може да предизвика проблеми на подолг временски период, пошто корекциите можат да бидат долготрајни и мачни. Овој центар представува релативно статичен подиум кој опфаќа под 1. Теоретска основа, програма со јасни цели, насоки, стручни мислења и постојана кинолошка надградба. Под 2. Практична изведба која се реализира на под А. Една статична локација која служи за штотуку прибрани единки од терен заради нивна карантинска примарна заштита, прочистување, вакцинирање, лекување. Под Б. Повеќе статични живеалишта од скромен карактер, од 1 до 3 единки, за единките кои веќе биле превентивно третирани на примарната статична локација. Под В. Бачилски локации на кои се испитуваат психофизичките способности на единките кои веќе минеле низ некое поплитко или подлабоко селективно рамниште. Ова е караманот Мурџо. Кучето потекнува од црвено омлаче, од Стогово, од еден познат овчар што некогаш чувал многу јаки карамани кои биле високи и по 1 метар. Ова што сега што го гледате е бледа сенка од она што останало од некогашниот караман, што можел да се сретне на пасиштата по Македонија. Гледате, главата е малку, черепниот дел е малку послаб за разлика од муцката која е доста дебела, снажна, јака, со големи канини. Кучето е негде 75 см високо. Има јаки, снажни, дебели нозе. Понатаму може за ова да се каже дека лично ги има гледано со 4 кучиња како се бори. И тоа кучиња здрави, јаки, скоро како него. Со таа големина. Затоа е иземен за да се обнови расата караман, бидејќи станува збор за примерок или единка која е доста силна, јака, жилава, со жилава конституција и така. Значи, измореден примерок од кој ќе потекнува понатаму целиот оној добар сој на караманите. За сега, репродуктивниот центар се наоѓа во првата фаза од своето работење, во која доминантна задача е мерење и прибирање на единки од терен. На располагање е целата територија на Република Македонија, а во иднина и целата територија на географска Македонија.
Се води сметка да се приберат здрави единки, но и единки кои, иако не се во приплодна функција, можат да послужат како естетски урнек пред јавноста. Процесот се движи многу бавно, бидејќи на терен има многу малку карамани. Информирање на јавноста. Во поглед на одгледување и чување, меѓу другото, кинолошкиот клуб врши и едукација на заинтересирани љубители на оваа раса куче. Со цел љубителите на карамани да се запознаат со постоењето на оваа раса куче во што поголем број во Македонија и во странство, членовите на клубот и љубителите на расата се насочени на издавање прилози за карамани во разни публикации. Во српското списание ЗОВ беше дадена информација на еден значаен кинолошки настан на кој балканските земји ги представуваа своите раси на кучиња во создавање. Кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман, поради финансиска немоќ, не беше во можност да донесе неколку примероци од расата на таа изложба. Тогаш претседателот на Кинолошкиот сојуз на Македонија, Слободан Милошевски, усно го представи Македонското овчарско куче Караман. Имено на 12 март 2004 година на ЦАЦИП изложбата во Белград во присуство на подпредседателот на Меѓународната кинолошка федерација Карл Райсингер и на членот на бирото на ЕЦИ Штефан Штефик беа презентирани единки од непризнаети раси на пастирски овчарски кучиња од балканските земји Бугарија, Романија и Србија. Македонскиот Караман најде свое место и во очите на еден хрватски кинолог со светско реноме, господин Борис Шполјарич, кој на македонскиот Караман му даде достојно место во едно негово значајно кинолошко дело под наслов Хрватска кинолошка баштина. Кинолошките белешки на Борис Шполјарич се насочени во правец на автентично информирање на кинолошката јавност за состојбата во која се наоѓа македонскиот Караман, како и за напорите на македонската кинолошка јавност насочени во правец на спасување на ова македонско богатство. Интересот на светски познатиот хрватски кинолошки стручњак за македонскиот Караман воопшто не застанува. Во меѓувреме, во списанието Мој пас во 2011 година се појави статија на овој кинолог за македонскиот Караман, во која тој, освен што ги представува телесните и духовните параметри на расата во создавање, воедно им ги представува на кинолошката хрватска публика активностите на кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман и на Кинолошкиот сојуз на Македонија, во однос на нивните чекори за афирмација на расата низ меѓународни кинолошки манифестации. За Караманот беше доста зборувано и на македонската медиумска сцена. Сето она што се случуваше со Караманот беше евидентирано и преку македонските електронски и пишани медиуми. Тие беа совршено свесни за овој македонски кинолошки феномен, како и за историската задача што ја имаат околу едно вакво не само кинолошко, туку и важно национално прашање. Македонското овчарско куче Караман на кинолошки манифестации. Историското значење на македонската кинологија на книгата Македонско овчарско куче Караман, која беше објавена во 2004 година, се состои во тоа што во неа беше објавен стандардот за македонското овчарско куче Караман. Тој пропис за идеален изглед на расата беше изработен по повеќегодишни анализи на примероци на карамани во Македонија. Стандардот, објавен на 21 јануари 2004 година, доживеа мали промени на 6 април 2011 година, на работен состанок на стручниот совет на КСМ одржан во Кинолошкиот сојуз на Македонија. Тој предлог стандард денес представува правилник за судење на караманите на кинолошките изложби и водич за натамошната селекција на одгледувачите на караманите. На состанокот на кој учествуваа генералниот секретар на КСМ Слободан Милошевски, подпредседателот на стручниот совет на КСМ доктор Перо Божиновски, од една страна, и авторите на стандардот на македонско куче Караман Владко Костовски и Маријан Костовски, кои воедно беа и представници на Кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман, беше донесен предлог стандардот за македонското овчарско куче Караман.
прва државна ревијална изложба за македонско овчарско куќе Караман. Кинолошкиот клуб Македонско овчарско куќе Караман во својата програма постојано си задава цел да организира јавни представувања на македонскиот караман со намера колку што може повеќе да се знае за оваа раса куќе. Така, на ЦАЦИП изложбата која ја организира Кинолошкиот сојуз на Македонија на 9 мај 2010 година на стадионот на Арама во 11 часот, Кинолошкиот клуб Македонско овчарско куќе Караман за прв пат официјално ја представи расата на првата државна ревијална изложба за македонското овчарско куќе Караман. За прв пат по осамостојувањето на Република Македонија јавно беше изложена првата исклучиво македонска раса куќе. Од медиумите беше побарано да му помогнат на Караманот од исчезнување со тоа што ќе пренесат барем дел од представувањето на Караманот на изложбата. Представувањето на оваа раса беше проследено со 13 машки и 10 женски единки, а судија во рингот беше Владимир Крстевски. На крајот на изложбата беа прогласени најтипичниот мажјак и најтипичната женка за оваа раса. За најрепрезентативен мажјак беше одреден Караманот Кербер, чиј сопственик е Сашо Божиновски. А за најпрепознатлива караманка беше посочена чигра на Владко Костовски. На овие две единки од расата им беше доделена наградата Златен околувратник, кој традиционално се доделува на секое натамошно ревијално представување на оваа раса. Почесната награда Златен околувратник представува метафорична белешка на еден стар македонски обичај, заштитниот околувратник да му се става на најдоброто куќе на бачилото, со цел да му се продолжи работниот и животниот век. На оваа прва ревијална изложба, која беше отворена со македонски традиционални ора и песни, преседателот на Кинолошкиот клуб Македонско овчарско куќе Караман, Владко Костовски, кој воедно е и академски сликар, им додели уметнички слики од циклусот Караман на неколку значајни личности, поради нивното особено залагање за подемот на оваа раса куќе. Втора државна ревијална изложба за македонското овчарско куќе Караман.
Оваа изложба беше одржана на 30 април 2011 година на стадионот на армијата на Република Македонија. На таа манифестација учествуваа 10 машки и 9 женски единки. Со златен околувратник се закити караманот Тајсон на Љутви Рушити, а женката Мона Лиза на Борис Лазовски беше прогласена за најубава женка на расата за таа година. Трета државна ревијална изложба за македонското овчарско куче Караман. Само полека да не се доближуваме, да не се джапа. Сончевото време на 29 април во 11 часот на фудбалскиот стадион во Скопско Волково во најубаво светло ја прикажа третата државна ревијална изложба за македонското овчарско куче Караман. На изложбата беа прикажани 26 карамана, од кои 16 машки и 10 женски единки. Сите единки, што е особено важно за расата во создавање, беа екстериерно уедначени, со што на македонскиот караман му се предвидува светла и стабилна перспектива. Глава типична за расата, одлична пропорција на глава со тело, одлично углова, одлично движење. Кучето и за изложба и за око мислам дека е комплетно. И заслужува, мислам дека повтор пат победува. Прошлата година го тргнав пошто беше победил и затоа нему дадов. Прошлата година беше најдобар, но сега не можем пак да го тргнам на страна. Значи, по мене лично, не знам за вас, најтипичен караман и додека ако ја водите расата во овој смер, ќе имаме добри кучиња за... За победници на изложбата беа прогласени Кербер на Сашо Божиновски, првак на Република Македонија во класа на возрастни машки единки, Видра на Станимир Ѓуревски, првенка на Република Македонија во класа на возрастни женски единки, Гаро на Пепи Дамјановски, првак на Република Македонија во класа на машки единки до 18 месеци, Тара на Александар Ѓорѓиевски, првак на Република Македонија во класа на женски единки до 18 месеци, Црна на Јован Јаковлевски, прогласена за најубава ветеранка, Ага на Борис Лазовски, прогласено за најубаво караманче. Сите учесници добија благодарници за учеството, а собствениците на наградените кучиња добија пехари, уметнички слики, традиционалната награда Златен околувратник, како и други вредни награди.
Изложбата ја организираше кинолошки клуб Македонско овчарско куче Караман, а судија во рингот беше меѓународниот кинолошки судија Владимир Крстевски. Покровители на манифестацијата беа Општина Ѓорче Петров и Кинолошки сојуз на Македонија. Македонскиот Караман на Цацип изложба организирана од Кинолошки сојуз на Македонија. На Цацип изложба, која беше одржана на 13 октомври крај хотелот Белви во Скопје, учествуваа 241 куче од голем број раси на кучиња. На изложбата учествуваа 4 единки од расата Македонско овчарско куче Караман: Видра на Станимир Ѓуревски, Мечо на Душко Мандаровски, Циго на Ивица Здравковски и Гаро на Пепи Дамјановски. За првак на расата беше прогласена караманката Видра. Во рингот на Македонското овчарско куче Караман судеше меѓународниот кинолошки судија Миле Алексовски, кој сите учесници Карамани ги оцени со оценка 5. Best in шоуто, на кое беа изведени сите победници на раси, во втората FCI група, од професионален хендлер во рингот беше воведена караманката Видра, а генералниот секретар на Кинолошкиот сојуз на Македонија, Габриел Стибел, спектакуларно ја најави представничката на расата Македонско овчарско куче Караман. Генералниот секретар на сојузот изрази и јавна најава дека во иднина Кинолошкиот сојуз на Македонија посериозно ќе се заложи за афирмација на оваа стара македонска раса на куче. Пехарот за оваа раса го додели лично председателот на Кинолошкиот сојуз на Македонија, господин Панче Дамески, кој во исто време најави несебична подршка за Кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман и интензивирање на процедурите за признавање на расата во Меѓународната кинолошка федерација. Представување на расата Македонско овчарско куче Караман на ден на одгледувачите на овци и кози. Македонските овчари се оние што низ повеќето милениуми ја зачувале оваа стара македонска раса на куче. Токму тие се оние што и во иднина ќе се грижат за неа преку нејзиното одгледување во природни услови на македонските планини. На една од најубавите македонски планини, Бистра, поточно на пасиштето во атарот на село Галичник на бачилото Вардар Градско, во рамките на манифестацијата Ден на одгледувачите на кози и овци, на 16 јули 2011 година беше направено представување на Македонското овчарско куче Караман. Боксовите во кои беа сместени караманите беа посетени од многубројна публика. Повозрастните овчари се присетуваа за подвизите на своите карамани, кои ги имале покрај своите стада. А помладата публика, од која поголемиот дел за прв пат имаа можност да се запознаат со расата, ја користеа можноста да ги фотографираат и да ги снимаат. Караманите во службена употреба на специјалните единици на македонската полиција. Македонското овчарско куче Караман влезе и во употреба на специјалните сили на македонската полиција. Имено, по исцрпните објаснувања и теренски уверувања, генерал Горан Ѓорѓиевски, одговорниот на единицата за брзо распоредување, се согласи да прими во употреба 2 единки од македонскиот Караман за потребите на оваа специјална единица на македонската полиција. Времето покажа дека Караманот мощне успешно може да одговори на предизвиците кои се секојдневност на односната полициска единица. Македонското овчарско куче Караман на поштенска марка. Следи Блаже Милошевски, заслужен за поштенската марка која Македонски пошти ја доделија на побарање на клубот Македонско овчарско куче Караман се отпечати за 2011 година и најзаслужните меѓу нив се Блаже Милошевски, Владо Гашевски, денес се веќе им изразиме една благодарност за Блаже ќе одбере една од жените слики. Македонскиот Караман во голема мера ги задолжи наредните генерации македонци да ја зачуваат неговата мистична митска природа. Неговото височество Караман, низ тешките векови крвава македонска историја, успеа да се зачува на духовен план преку македонското народно книжевно творештво, а и да се зачува во генетско-телесниот простор најмногу на македонските планини.
од почит спрема овој цар на македонските планински врвови. Кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман поднесе барање до македонски пошти за издавање поштенска марка со ликот на македонскиот Караман. Барањето беше одобрено на задоволство на македонската кинолошка и друга јавност. Авторите на Стандардот на расата, браќата Костовски, понудија своји авторски фотографии кои послужија за графичката представа на поштенската марка, за пликото и за водениот жик. На пликото е прикажан Караманот Катил. На водениот жик е прикажан Караманот Канчо. На поштенската марка е прикажан Караманот Калеш, токму од оваа фотографија. Караманот во уметничкото творештво. Караманот во авторската литература. Митовите се лесно приспособливи. Тие не се пребирливи во однос на местата и на условите во кои ќе се вдомат. Понекогаш се вселуваат во креативноста на уметничкиот човеков дух, па така убаво спакувани се појавуваат во разни современи авторско-книжевни творби. Тоа му се случува и на митското куче Караман. Народната устна традиција полека заспива пред налетот на современите книжевни тенденции, па затоа митското куче, бегајќи му на заборавот, се вселува во современото авторско творештво. Караманот го среќаваме и во разни авторски творби создадени кон крајот на 20-тиот и во почетокот на 21-виот век. Еве една песна од Петко Домазетовски. Караман. Стадото го чуваше од зверови диви, лаеше крај крвото во нашите ниви. Во него жубореа животните сили, но волците проклети му скинаа жили. Карамане, Карамане, моје верно куче, како да те гледам крај изворот бучен. Караман ќе го сретнеме и во романот Бојан на Глигор Поповски. Например, на стариот Караман оваа детска палававштина не му се допадна, па почна да ржи, да се отима, додека Стрела, која беше летошно кутре, ја прифати оваа детска лудорија како знак на највисоко внимание. Караман го среќаваме во детскиот расказ Чудотворен кавал на Ванчо Николески. Еднаш во колипката пео си варел качамак во бакарното котле. Овците биле затворени во трелото, а неговото куче Караман лежало крај него. Кроце наоколу се довлекле 30 души арамии. Тие го обколиле трелото и влегле во него, се втурнале во колипката. Лутото куче Караман скокнало на нив, ама тие го убиле. Овчарот пео го врзале, угичот најубавиот овен го заклале. Тогаш го потерале белото стадо. Еве ја и употребата на кучето Караман и во литературното творештво на македонскиот писател Стале Попов. Тие се, рече во себе, ете го клопотарецот на шарениот угич што го води стадото. Тоа е, ете го и звонецот на црвениот прш. Аха, ете ја и Караманка каде лае пред булукот. Нареднава песна, напишана во слободен стих, представува ода. Оваа песна е пофалбена лирска песна во која поетот изразува длабока почит и воскит и изразува силно возвишено чувство. Се разбира, воскитот е насочен спрема митското куче Караман. Во времето на Караман го крсти времето по името на твоите подвизи. Го нареков сонцето по сенката на твојот од. Ги исклесав карпите по ликот на твојата решителност. Ги испеав сите твои стари песни со стиховите на новите славја.
Караман во ликовната уметност. Обетката од Дебој. Ликовната уметност за историската наука представува значајна дејност според која знаеме за изгледот на личностите пред појавата на фотографијата. Како ќе се знаеше за изгледот на Александар III Македонски и за преостанатите значајни личности од светската историја, ако не беа ликовните уметници. Еден од значајните битија е и Караман. За повеќе илјадното постоење на македонското овчарско куќе Караман на тлото на Македонија сведочи една обетка која денес се чува во Народниот музеј во Охрид. Во големата градска некропола на стариот Лихнит, денес Охрид, кај Дебој со над 250 гробови, во кои може да се согледа сјајот на времето и благосостојбата на градот, е откриен најстариот ликовен доказ за постоење на македонското овчарско куќе Караман. Станува збор за прстенести обетки со диаметар од 2 см пронајдени во гроб број 140, а изработени од злато и од карнеол, на кои на едната од нив е прикажана глава од македонско овчарско куќе Караман, а на другата исто така зооморфен приказ на глава од рис. И тие временски се датирани меѓу 3 и 2 век пред наша ера. Караманот од Курбиново. На неколку километри од Преспанското езеро, на јужното подножје на Пелистерскиот масив над селото Курбиново, се наоѓа едно од најзначајните сведоштва за постоењето на македонското овчарско куќе Караман на овие простори. Пред 800 години, поточно на 25 април 1191 година, една мала група фреско-живописци го започнала сликањето на фреските во црквата. Дело со исклучителна вредност не само за македонската, туку и за светската ликовна уметност. Токму овие сликари, на многу суптилен, оригинален начин, со своите четки и бои на јужниот зид на втората зона од сцената Раѓање Христово, ни пренесле еден сегмент од македонското секојдневје од крајот на 12 век. Поточно станува збор за детаљ од оваа фреска на која се прикажани овчар, трло со овци и Караман. Она што е најзначајно за нас е прикажувањето на македонското овчарско куќе Караман. Куќето е представено како седи на карпа, свртено кон трлото, со што сликарот сакал да ја прикаже неговата заштитничка намена како чувар на стадото овци. Прикажан е со збиена и цврста градба, купирани уши, заштитен околувратник, со метални боцки, со дебели силни нозе, завиткан опаш и црна боја, со темно кафени нијанси. Циклус слики Караман. Циклусот слики, именуван со името Караман, представува значаен и автентичен ликовен израз, бидејќи авторот на циклусот долго време се занимава со македонскиот Караман. Во рамките на циклусот слики Караман се наоѓа подциклусот Пасиште, потоа подциклусот Порти и Караман чувар на напуштено село. Пораката на подциклусот Караман чувар на напуштено село се однесува на истрајноста на црното овчарско куќе кое се уште ги чека македонците да им се вратат на старите огништа. Тој е подсврст и од камењата, од кои се изградени тие стари живеалишта. Ја предчувствува иднината. Знае дека таму каде што се живеело, пак ќе се живее. Ги чува душите на предците, завива, повикувајќи ги идните генерации да го спојат крајот на минатото со подвизите на новите славија. Во ликот на кучињата се чувствува ведрина, надеж, оптимизам, но и прецизна предпазливост, зад скриена, зад божемната незаинтересираност.